Во Заводот за физикална медицина и рехабилитација во Скопје, дневно се третираат околу 40 пациенти со најразлични заболувања. Меѓу нив се и пациенти со тешки невролошки и ортопедски проблеми кои имаат потреба од долг и внимателен третман. Терапиите вклучуваат модерна апаратура, индивидуален пристап и тим од искусни физиотерапевти. Целта е враќање на подвижноста и подобрување на квалитетот на живот на пациентите. Заводот функционира во рамки на Фондот за здравство и сите услуги се покриени преку здравственото осигурување. На петтата седница на Комисијата за здравство денеска продолжува надзорната расправа посветена на ефектите од аерозагадувањето во Скопје и другите градови. Темата е насочена кон влијанието врз здравјето на населението и мерките за заштита на јавното здравје. Расправата почна на 20 мај, а на неа беа поканети представници од државни институции, јавни претпријатија, научни и граѓански организации. Ова е втора таква расправа во собранието годинава, откако првата во февруари не доби поддршка од владеачкото мнозинство. Собранието на Косово ниту денеска не успеа да се конституира и покрај тоа што седницата беше 21 обид. Причината повторно беше немањето кворум за гласање за формирање на Комисијата за тајно гласање. Присуствуваа 90 пратеници, од кои 53 гласаа за, а еден беше против. Во последните 12 обиди, расправата заглавува на истата точка, предлогот за премин од јавно на тајно гласање за избор на председател на собранието. Кандидатката на движењето самоопределување, Албулена Хаџију, не доби потребна поддршка ниту преку јавно, ниту преку предлогот за тајно гласање. Следната седница е закажана за 27 мај. Доналд Трамп се согласи да го продолжи рокот за трговските разговори со Европската унија до 9 јули, со што го одложи и најавеното зголемување на царините на 50%. Оваа одлука следуваше по телефонскиот разговор со претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, која изрази оптимизам за брзо постигнување договор. Предходно, Трамп најави прогресивно зголемување на царините за европски стоки, почнувајќи од 20%, па 10%, со закана за 50% од 1 јуни. ЕУ возврати со подготвеност за контрамерки, но тие беа паузирани. Еврокомесарот Марош Шефчович истакна дека Унијата е посветена на фер договор и дека трговијата мора да се води со заемно почитување, а не со притисоци. Земјотрес со јачина од 5,7 степени според Рихтер го погоди денеска регионот Тарапака во Чиле, соопшти Европскиот медитерански сеизмолошки центар. Подземните потреси беа почувствувани и во соседна Боливија. Епицентарот на земјотресот се наоѓал на длабочина од 103 километри, што укажува на длабок потрес со поширок радиус на влијание. За сега нема информации за жртви или материјална штета.